сега да позборуваме со какви стратегии можеме да обезбедиме линк до нашиот сајт од некој друг. Значи, еден начин е да им обезбедиме, значи, на другиот сајт високо квалитетен текст кој ние ќе го напишеме специјално за нив и ќе им го дадеме да го објават на нивниот сајт. Оваа стратегија се вика гостување со текст, односно guest posting. Односно guest posting. Тоа е тоа. Guest posting. Тој текст се разбира нема да биде објавен на нашиот сајт, туку ќе биде оригинален и наменет само за нив. Ќе го напишеме во Word и пред да им го пратиме, ќе ставиме линкови во тој текст, од кој што барем еден ќе води до нашиот сајт, до главна страна на нашиот сајт или некој сроден текст, а можеме да додадеме линкови до некои други авторитетни сајтови на таа тема. Секако дека е добро да поставиме линкови до некои нивни претходно објавени текстови. Да покажеме еден таков текст од Quick Sprout, значи guest post by Neil Patel. Така. Значи, со такво преверување можеме да најдеме значи места каде што Neil Patel каде што тој постирал, односно сајтови на кои што гостувал со текст Neil Patel. Еве да погледнеме. Значи да видиме еден таков текст. Еве. Односно, може би треба да побараме вака guest post by Neil Patel. Така. Ако сакаме да ги најдеме сите гостински текстови на Neil Patel, можеме вака да пребараме. Значи, еве го, во 2009 година гостувал на TechCrunch сајтот кој што е многу популарен. Гледате, има Alexa 555, односно 555 сајт на светот со PageRank на оваа страна има двојка, на главна страна има PageRank 8, гледате каков сајт. Добро. Се враќаме на таа страна каде што е гостинскиот текст. Еве гледате, this is a guest post by Neil Patel, co-founder of the Kissmetrics and blogger at Quick Sprout. Значи, исто така работи како консултант за главни за некои од топ 500 компании во светот. Зошто е, еве како изгледа тој гостински текст. Значи, еден исцрпен текст кој што е многу интересен, креативен, значи и употреблив за читателите. Зошто е добар овој начин на, еве гледате, има линкче до неговиот сајт. Зошто е добар овој метод на гостување со текстови на други сајтови? Затоа што двете страни добиваат. Нашиот сајт се промовира, односно добива линк од авторитетен сајт, односно авторитет, а авторитетниот сајт добива ексклузивна содржина бесплатно. Сега да се осврнеме на едно друго прашање, односно дали некој сајт вреди да го контактираме за овој метод или не, а тоа ќе го утврдиме со тоа колкав PageRank има. Нели знаете веќе да прегледате, да оцените колкав PageRank има некој сајт, односно ќе се отиде прво на главната страна и тука гледаме колкав е PageRankот на тој сајт, значи TechCrunch во случајот. Значи, ако има PageRank 2 или повеќе, тогаш можеме да кажеме дека вреди да го потрошиме времето и да комуницираме со овој сајт или со кој било сајт. Значи да има минимум PageRank 2 или повеќе. Понатак, на форумот имаме еден дел кој што е, сега ќе го погледнеме.
Значи, градење на линкови кон нашиот сајт, најбитен дел за развој на еден сајт. Без линкови ништо, нема посети, нема пари, кратко и јасно. Значи, гледате, имаме тука секција темплейт како да се побара да гостуваме со колумна, гостински текст. Значи, еве гледате, еве имате тука темплейт како да се сконтактира собственикот на сајтот. I really enjoyed reading some of your articles on your site for reducing stress or getting rid of it forever. I especially like the овие, значи, текстови. Ги нагласуваме некои текстови кои што не се посебно интересни и значи еве како може да се искомуницира. Имам големо искуство во, значи контактираме сајт кој што е за стрес. За справување со стресот, значи тоа е главна тематика на тој сајт. И ние имејлот кој што го контактираме собственикот на сајтот, како го почнуваме? Го почнуваме со, значи, како посебно некои од текстовите ни се допадна, дека ние имаме искуство во таа тема и можеме да му предложиме некој наш текст, значи имаме готов текст кој што е спремен и можеме да во секој случај да му понудиме еден таков готов текст кој што ќе биде одличен додаток за неговиот сајт. Еве како би гласел тој имејл, ќе го погледнете и самите, значи како да се побара да гостуваме со колумна, со гостински текст, значи во оваа секција од форумот. Ќе го погледнете убаво, ќе го разгледате, откако ќе ги поминеме уште некои основни елементи за гостување. Значи еве други некои ресурси, како да се гостува некаде, пример мејлови, значи како да се комуницира. Еве гледате наши ученици кои што им примиле, два сајтови им примиле гостински текстови, прифатиле да објават неизин сајт, односно сајт на Сања. Понатака имаме, значи, добро, се за гостински текстови и мејлови, контактираме луѓе за да добиеме мејл. Тоа е тоа. Се за гостински текстови. Значи, причини за да гостуваме на други сајтови со наш текст. Ова убаво да се прочита. Причини. Значи се знае кои се причините, нас не треба линк, односно авторитет што ти го добиеме со тој линк, а собственикот на сајтот каде гостуваме ќе добие оригинална содржина која што не е на ниедно друго место објавена и е многу интересна. Понатака, how guest blogging should be done. Еве уште еден детален, односно истиот текст, друга секција. И ова да се прочита исто така. Ова не важи повеќе, значи. Сега, како, значи ова исто експертски материјалите што е се потребно да се прочитаат, убаво би било. Понатака. Значи, што правиме? Како ќе најдеме ние локација каде што можеме, еве, одиме чекор по чекор, сакаме да најдеме сајтови каде би гостувале со некој наш текст, каде би гостувале. Одиме на google.com и ќе напишеме. Значи, in URL, write for us, и тука recipes. Не Владимир Путин. Многу популарен Владимир Путин овие денови. Значи, еве како ти пребараме. Write for us, recipes. Значи, еве гледате што значи ова првиот дел. Тоа значи дека во адресата на сајтот што го пребаруваме, односно во резултатите треба да има тој сајт што ти го добиеме, треба да има секција Write for us, односно каде што отворено бараат натворечни лица за соработка, значи кои што би придонесле со некој текст, значи да се додаде на нивниот сајт. Гледате, и со ова рецепи, значи даваме спецификација дека ни се потребни сајтови кои што се занимаваат со рецепти или околу таа тематика. Значи, ќе добиеме, гледате, 751 резултат, односно 751 сајт каде што имаме можност да понудиме некој наш текст да се објави и
нормално во тој текст би имало и линк кој што води назад до нашиот сајт и линк до други авторитетни сајтови. Значи така на овој начин идентификуваме сајтови кои што изричито бараат надворешни автори и се на тема ресипис или нешто слично, сродно. Понатака, тоа може да биде Cars. Може да биде, гледате, да видиме колку ти добиеме. Значи, доколку имаме сајт за Cars, ти добиеме многу ти добиеме интересни резултати и за коли, значи 1200 резултати, само со едно пребарување. Значи, ако имаме сајт за Cars, можеме да пребараме и Audi, може и BMW. Audi, BMW, Mercedes, значи, што и да е, се што е поврзано со автомобилизам, кочници, прозори, фарови, што и да е, значи, оно на англиски нормално. Секој поединечен модел на производител. Значи, имаме огромен број на, може да биде Cars Autos, например, може да биде Vehicles. Гледате, со Autos, само што ќе промениме Autos, добиваме, значи имавме 1210 резултати, сега имаме уште 83 резултати. Со Automotive, со Vehicles имаме уште повеќе резултати. Значи имаме огромен број на локации каде што може да понудиме да се напише, кај што можеме да понудиме да објавиме еден наш експертски оригинален текст на нашата тематика. Гледате? Уште 450 резултати. Само со оваа фраза и со комбинирање на различна придавка добивме околу 2000 различни сајтови каде што би можеле да ги контактираме. И што правиме следно? Еве за Cars. Ќе се вратиме. Значи, одиме со овој сајт, првиот ќе го отвориме, овие три се реклами, гледате add рекламчиња и тука. Ќе го отвориме првиот сајт и што правиме? Значи, гледаме овој сајт, дали одиме на главната страна на овој сајт, значи не right for us, секцијата каде што пристигнавме, тука одиме на главната страна или ќе кликнеме на логото и гледаме кој PageRank го има. Значи, гледаме дека има PageRank 0, значи не вреди со овој сајт да се занимаваме, односно да губиме време. Добро. Одиме со вториот сајт. Или третиот сајт. Значи, на главната страна, одиме на главна страна и тој има PageRank 0, значи Алекса 230.000. Може би вреди, значи, да, искомуницираме со овој сајт. Еден исклучок, значи ако има Алекса под 500.000, значи да има PageRank 0, ако има Алекса под 500.000, тогаш сепак вреди да испратиме еден гостински текст да понудиме еден гостински текст на овој сајт. И што правиме следно? Се враќаме на таа Right for Us страна, back два пати, и треба да ги прочитаме правилата кои што се напишани, значи, кои што треба да ги следиме доколку сакаме да ни објавите наш текст. Гледате, дали сте пасионирани за коли и сте заинтересирани да станете новинар. Значи, ние гледате дека we live in breed cars, значи живееме и дишеме коли и бараме нон-стоп различни индивидуи кои што се заинтересирани за да се приклучат на нашиот сајт. Не бараме да имате завршено новинарство, но огромна љубов, здрава љубов за се што е поврзано со автомобилизмот и да секако способност да се пишува, да се напише добро, да се средат добро напишани
текстови кои што ќе бидат интересни и ќе ги стимулираат нашите читатели. Текстовите мора да бидат оригинални, не објавени никаде на друго место. Значи да не содржат линкови кои што промовираат бизниси, други сервиси, други продукти. Значи гледате, ако се пронајдел за себе си во оваа ситуација, погоре контактирајте не тука. И тоа е тоа. Значи генерално треба да се следат тука правилата и да се отиде на десен клик Open Link in New Tab, пак на главна страна и да се види каков квалитет на текстови објавуваат луѓето. Значи доколку можеме да напишеме, да придонесеме за овој сајт, значи нешто што е слично добро како она што е објавено на насловна страна, тогаш би требало да продолжиме со комуникација. Секако. Дури ако направиме нешто многу подобро, тогаш нормално во тој случај секако дека ќе добиеме, имаме поголема шанса да добиеме да ни објават текст, значи да добиеме позитивен одговор. Тоа е, значи во овој случај може да биде се што е поврзано со вашата тематика. Значи секоја друга придавка поврзана со вашата тематика. Значи убаво е да кажеме дека и текстот што ќе го напишеме, ќе го споделиме на Facebook, на Twitter, на другите сите наши социјални медиуми, значи текстот кој што ќе биде објавен на дадениот сајт, овде во примерот Motoring Box, ќе биде објавен на дадениот сајт. И значи ќе го споделиме на нашите социјални канали. Значи, исто така, можеме ова е добра ситуација тука, Cars. Но уште подобро е доколку кликнеме на Search Tools и тука да одбереме резултати кои што се појавиле во последните 24 часа. Односно, нема последните 24 часа, туку нема резултати во последните 24 часа, последната недела. Значи, што добиваме со ова Search Tools и последната недела? Ова го добиваме, значи, бараме сајтови со автомобилизам кои што бараат become a regular contributor. Значи, бараме текстови кои што, односно сајтови кои што бараат автори. И направиле Write for Us страна во последната недела. Значи, туку што објавиле дека бараат надворешни соработници. Ете, тоа е тоа што ни треба. Зашто се овако зезна? Past week. Ги ваде наводници. Еве гледате. Значи, еве текстови кои што последната недела или може последниот месец кои што објавиле. Гледате. Секако е добра опција некој што ме објави и направи таква страна, поканува надворешни автори, ние во тој момент да се јавиме или многу брзо после тоа. Значи, листа на фрази кои што понатака можеме да ги ставиме наместо Write for Us. Значи, имаме огромна листа. Add Articles може да биде. И Search. Нешто Google ме зиза моментално. Значи, Add Articles, што и не е така добра опција, значи Submit Article може да биде. Submit Article Cars. Submit Post. Најдобра опција е Submit Post. Значи, до сега, ќе видите, Write for Us беше добра опција, Submit Post е добра опција исто. За да најдете овој сајтови кои што бараат текстови. Add Guest Post. Bloggers Wanted. Исто така може се. Ајде да видиме Recipes. Recipe. Bloggers Wanted. Гледате, ќе добиете ситуации каде што покануваат отворено. Да не биде ова anytime, нека биде, за поширок избор да имаме. Гледате, Bloggers Wanted. Значи,
се парат многу надворешни соработници во секоја ситуација. Guest bloggers wanted, guest post. Вака ќе добиете листа на гостински текстови што се објавени. Еве гледате кои се guest post guideline. Значи кои се правила за да ви објават тука. Баш интересни гледате овој сајт има на home има PageRank 4 што е стварно фантастична бројка. Понатаму гледате Write for Us, ова Submit a Guest Post може да го искористите. Значи Submit an Article, овие што ја ви ги објаснувам. Group Writing Project или Blogs that accept guest post, тоа се ќе добиете листа на и вашиот клучен збор, нели што рековме, become a contributor. Ова може да биде супер ситуација. Гледате, become a contributor. 147.000 резултати каде што можете да станете contributor. Submit news, исто е добра ситуација. Гледате, submit news, submit tutorial, submit blog post, suggest a post. Значи сите овие се одличен избор. Нема шанси никогаш да ги исцрпите овие варијанти. Значи и првата варијанта може да се менува и тука некоја сродна варијанта на реципи например. Што е да биде? Може да биде тука било кое овошје, било кој зеленчук, било кое име на јадење, да речем. Значи, неисцрпен извор на информација има во овој случај, каде можеме да пласираме гостински текст. Добро. Тоа би било за почеток супер варијанта. Значи, може да го поделиме видеото на два дела, за да не биде предолго. Како всушност да го спремиме гостинскиот текст, че треба да биде спремен во Word, да му ставиме наслов, да го дотераме убаво со помали пасуси, како што претходно разговаравме, да има, значи да биде подолг, тој исцрпен, интересен, да биде минимум 500 или минимум, може да се каже дури 1000 зборови. Во секој случај треба да биде интересен. Тоа е она најбитното. Значи, тоа е најбитното. Понатака, значи да има и внатрешни линкови, односно еден линк до нашиот сајт. Значи да има еден линк до нашиот сајт, може да се стави Македонија, например тука Travel to Macedоnia, еве, и може да се стави линкче до, значи, на десен клик, хиперлинк. И да ставиме тука адресата на нашиот сајт. Еве, адресата на нашиот сајт. Копи. И да ставиме тука адресата. Значи, и уште еден линк можеме да ставиме до галичица, да речеме. Macedоnia Beauties. Natural Beauties in Macedonia. Еве. Например, може да се додаде некоја реченица. Macedоnia has much to offer to any kind of traveler and tourist. Така. Значи Macedоnia has може на реченица и ова да се стави Macedоnia has much to offer, да се стави на десен клик хиперлинк и да се стави Macedоnia Holidays and Tours. Така, значи имаме
и дури ако за некаде го спремаме овој текст, тогаш можеме да ставиме линкче до некој текст, сроден текст од сајтот каде што аплицираме за да не примат за гостински текст. Добро. Сега следно, значи одиме со еден друг начин. Значи имаме полесен, можеби поинтересен начин на комуникација со собственици на сајтови. Значи да отидеме на Facebook и да пребараме guest blog или guest blogger. Guest blogging group можеби. Или еве најголемата група. Или некои слични изрази кои што ги спомнавме во претходното видео. Значи и да селектираме groups. Тука guest blogging group, добро, group. Тоа добивме сега. Во резултатите имаме група каде што тука ќе најдеме Facebook групи, односно најдовме Facebook група каде се дружат и се присутни собственици на сајтови. Директно можеме да искомуницираме со нив. Еден ваков текст имам и нудам, кој сака да го објави, може и ваков пристап да се употреби. Односно се напише таква порака или да се одговори на некого кој веќе напишал. Гледате. Еве, дали сакате да објавите гостински текстови на PageRank 6 блог за овој PageRank 6 блог бесплатно, еве, значи, мојот е PageRank 6, имам некои правила, значи јас барам реципрочни линкови од твојот сајт. Гледате, си нудат секој со своји понуди, а можеме и ние да се зачлениме во оваа група и да joinтеме. Можам да напишем јас моја понуда дека го имам тој и тој сајт и на овој начин можеме и да добиеме текстови, значи да побараме ние некој да гостува кај нас. Или пак барам, значи сајтови каде што можам да гостувам со travel сајт на пример. Обично секоја група има своји правила и затоа убаво би било да ги прочитате. Еве. Значи пред да искомуницирате со некого. Можеме исто така да станеме и пријатели со некои од членовите во оваа група, да им понудиме пријателство и да комуницираме со приватни пораки. Овој начин е најбезбеден и најсигурен и препорачан од мене, значи со приватна порака, со Facebook Message. Истите изрази кои претходно ги спомнавме, можеме да ги искористиме на Facebook при пребарување тука на Facebook групи и страници. Гледате дека овој начин исто така многу интересен и веднаш доаѓаме во комуникација со други сајтови за да ни објават текст. Рековме дека никој ништо не губи во случајот ако ние му понудиме текст, а тој, значи, ние добиваме авторитет и линкови, а собственикот на сајтот добива бесплатна ексклузивна содржина, кој што исто така е многу привлечно и за него.